Почитувана државна секретарке, господја Несторовска, почитуван директоре на Бирото за јавна безбедност, господин Тасевски, почитуван заменик директоре, господин Арифи, почитуван началник на Одделот за заштита, господин Нацевски, почитуван декан на Факултетот за безбедност, професор Дујовски, почитуван председател на Македонскиот полициски синдикат, почитувани поранешни началници на Одделот за заштита, почитувани колеги, представници на дипломатскиот кор, почитувани медиуми и почитувани припадници на Одделот за заштита на определени личности и објекти. Денеска за прв пат со посебна свеченост одбележуваме еден значаен ден за македонската полиција. Денот на формирањето на Одделот за заштита на определени личности и објекти. Воедно оваа специјализирана професионална безбедносна формација во рамките на Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи, кај народот позната како шеста управа, одбележува импозантни 78 години од своето постоење. Оваа организациона единица на МВР по својот состав, надлежности, специфичен делокруг на ангажмани и работни задачи, представува стожер во безбедносниот систем на државата во делот на обезбедувањето на определени личности и објекти. Нејзината мисија ги влече корените дури од Асномска Македонија. Кога со многу храброст, но и мудри одлуки, беше добиена битката за слобода и државност. Токму тогаш, новата поставеност на државниот ред и поредок бараше организирано и структурирано обезбедување на виталните државни објекти, на настаните од високо безбедносно значење и секако гарантирање на животот и личниот интегритет на определени лица, што се поставија во темелите на оваа служба. Честопати говорам за тоа дека напад врз институцијата е напад врз самата држава. Како министер за внатрешни работи, следејќи ја работата на службата, можам слободно да кажам дека вие, припадниците на Одделот за заштита, по природата на работата која извршувате, сте на браникот на државата секој час и секој ден. Бидејќи институциите кои вие посветено и пожртвувано ги обезбедувате, го представуваат ликот на државата. Одделот за заштита на определени личности и објекти работи на одвраќање, минимизирање и одлучен одговор на идентификуваните закани и ранливости, како при заштита на виталните државни објекти, така и на определени ВИП личности, ДКП и настани од голема важност. Ова е посебно значајно со современите хибридни закани со кои се соочуваме, против кои ја покажувате подготвеноста да одговорите на најпрофесионален начин и да докажувате дека заканите во новиот милениум можат да се амортизираат. Од друга страна, тука се и високопрофилните настани и конференции кои имаат се поголема динамика, особено откако нашата држава стана членка на НАТО и ги започна преговорите со Европската Унија. Сведоци сме на гостувањата на многобројни државници, странски делегации и високи дипломатски представници во нашата земја, со кои токму вие го имате првиот директен контакт. Од исклучителна важност е тоа што како држава го добивме председавањето со ОПСЕ, а како министер за внатрешни работи посебно сум горд што ни е доверена улогата на домаќин на 50-та Европска регионална конференција на Интерпол, која што ќе се одржи во мај оваа година, каде што токму вие, припадниците на Одделот за заштита на определени личности и објекти, сте носители на дизајнот
и имплементацијата на оперативните безбедносни планови и акции, како што впрочем тоа го сторивте и со самитот Отворен Балкан во Охрид, Преспа форум, диалогот, како и посетата на неговата сесветост, Папата Франциск, зашто ви одавам посебно признание на сите припадници на одделот. Почитувани присутни, препознавајќи ја потребата од создавање на услови за непречено одвивање на активностите, како раководство на МВР, изминативе неколку години посветено ги унапредувавме работните услови на вработените, па не изоставна беше и реконструкцијата на објектот на одделот за заштита, кој се брои во 78-те комплетно реконструирани објекти досега. После многу години, вработените тука добија нови комплект униформи и тоа во 2 наврати во 2018 и 2021 година. Нужна потреба е и на тамошното внимание за развојот и работата, како во поглед на опременоста, инфраструктурата, континуитетот на обуките и тренинзите за усовршување на знаењата и на вештините, така и во делот на самото политичко функционирање. Затоа што функционирањето на безбедносниот систем е основа за функционирањето на правната држава. Во таа насока дозволете ми да ве уверам дека за нас одделот за заштита на определени личности и објекти без никаква дилема го представува сврзното ткиво на безбедносниот систем на Министерството за внатрешни работи, на државата, но и нашата слика кон меѓународната заедница. Координацијата, кохезија и компетенција за справување и со најсложените политички задачи и активности се карактеристики токму на овој оддел во рамки на различни степени на обезбедување. Наша обврска е да вложуваме во континуираното унапредување и унифицирање на службата по теркот на европските и светските стандарди на обезбедување како суштински неопходна политичка формација. Нека мотото секогаш будни, силно одекне кај секој еден од вас, почитувани колешки и колеги, со кои безбедноста на секој еден од нас ни е гарантирана. Храброста на мечот и вигилантноста на бувот во смисла на будност, превенирање и навремен одговор со брза реакција како ваши символи нека бидат темелот на вашата работа. Дозволете ми во свое име, во име на раководството на Министерството за внатрешни работи, срдечно да ви го честитам денот на одделот за заштита на определени личности и објекти, посакувајќи ви континуиран успех како на професионален, така и на личен план. На крајот изразувам мојата длабока почит и искрена благодарност до целиот мој тим, пред се на личното обезбедување, кое произлегува токму од овој оддел и кој што секогаш е на висина на задачата скоро 8 години. Сакам исто така да се заблагодарам на луѓето кои што практично ја покрена оваа иницијатива, за да денеска сите ние заедно бидеме горди на овој ден, а најмногу да бидете горди вие припадниците на одделот. И тука сакам да го издвојам директорот на Бирото за јавна безбедност, како началник на овој оддел. Ја покрена оваа иницијатива пред се на истражување за одделот, за да денеска видиме дека коренот на овој оддел лежи најдлабоко во Министерство за внатрешни работи, а тоа е во 45-та година. Понатаму да се заблагодарам на началниците кои што ја продолжија таа идеја. Тука е Ацо Ангеловски, кој што од оправдани причини денеска не е со нас. Исто така Сашо Петковски, кој што ја наследи и ја разработи ова идеја. И сегашниот началник Александар Нацевски, неговиот
заменик Србиновски, кој што практично ја реализира цела тоа активност која што ќе остане трајно забележана во историјата на Министерството за внатрешни работи и која што ќе се пренесува од генерации на генерации. Посебно сакам да се заблагодарам исто така на професор доктор Мирослав Грчев за стручниот влог кој што го направи и со тоа не го поддржа само оделот, туку и Министерството и државата, бидејќи се тоа заеднички го правиме за државата сите заедно. И на крајот посебна благодарност до сите началници кои што раководеле со овој одел од првиот ден на формирањето до денеска, бидејќи заради нивниот влог денеска можеме да бидеме горди на овој ден на единицата, на символите, на знамето кое што денеска го усвојуваме и да пренесам поздрави, честитки до сите функционери од владата и од државната власт кои што овој одел ги обезбедува, се грижи за нивниот личен интегритет, а со тоа и за интегритетот на државата. Многу здравје, многу среќа и многу успеси на сите припадници на оделот за заштита. Нека живее овој ден, нека живее Министерство за внатрешни работи и нека живее Република Северна Македонија.